Го послушаа ли фирмите на семејството зајави апелот да ги платат предвреме дануците кон државата. Алфа праша во управата за јавни приходи. Ни побара официјално преку мејл да им се обратиме. Тоа и го сторивме. Прашавме, например конкретно, дали фирмата Мамас покажа солидарност кон државата и контативно ги подмири обврските со цел државата да има повеќе пари, за да им се помогне на оние фирми кои немаат. До овие вести од УЈП не даваат одговор. На последното интервју, Заев не кажа конкретно кои фирми од неговото семејство и помогнале државата плаќајќи данок пред време. Ама се пофали дека некој го направиле тоа, не заборавајќи да каже дека тоа било должност на најбогатите во земјата. Ама сепак, без да посочи на точни фирми од неговото семејство. И авансно си ги плаќаат своите обврски, тие кои што функционираат. Еден дел се погодени, затоа тоа што еден дел работат во дејности кои што се директно погодени во тоа. Че може да искористат некои од меркиве на влада. Имат право да аплицираат и верувам дека како што важи за сите имаат право да аплицираат. Треба да важи законот за сите подеднакво. Никогаш не одговори на прашањето на Алфа, дали и колку донирале нивните компании за излез од кризата. Не кажа ни на последното интервју. Посочи дека не сакал да се фали и донирал, ама сепак си кажа. Вие новинарите да проверите кон сиромашните луѓе што се случува со пакети, со лечење за луѓе за одредени други помагања. Така, нека си кажат луѓето. Јас не би сакал да зборувам за тоа и верувам дека сме едни од поголемите донатори како семејство Заеви, ние сме нели пошироко семејство Заеви. Алфа побара од УЈП и листа на други богати компании кои предвреме платиле даноци кон државата. Но и таква информација досега нема. Ако транспарентноста е одлика на власта, прашањето е зошто не достига во услови кога оние кои покажале солидарност треба да се поттики будење на свеста за останатите компании.